Почитувани граѓани, надлежните институции, државата, граѓаните, сите ние секојдневно се бориме со невидливиот непријател за заштита на најважното – здравието на граѓаните. Паралелно со мерките за заштита на здравието се преземаат мерки за надминување на последиците врз економијата предизвикани од глобалната пандемија на коронавирусот. Започна реализација на големиот пакет првични економски мерки во вредност од 200 милиони евра. Се бориме за спас на секое работно место, за секој работник, да обезбедиме приход за секој човек. Одобрени се и првите бескаматни кредити од страна на Развојната банка за 136 компании со 1737 вработени. Поради големиот интерес за оваа мерка, Развојната банка веќе го зголеми буџетот и обезбеди дополнителни 8 милиони евра, кои им се ставени на располагање на микро, малите и средните предпријатија. Државата создаде услови фирмите да покажат одговорност и солидарност, преку користење на мерките за помош и поддршка да ги задржат сите вработени. Со мерките кои се веќе усвоени и за кои има соодветни уредби со законска сила, државата спасува 250.000 работни места и помага на 35.000 компании. Да ги спасиме работните места и да обезбедиме приход за секој човек. Со овие мерки, фирмите погодени од кризата, односно секој работник во државата, добива по 14.500 денари плата за месеците април и мај. Мерката значи идентична помош и за занаечиите, самостојните дејности, спортските работници. Покрај оваа мерка, фирмите можат да изберат помош за покривање на 50% од трошоците за придонеси за секој вработен. За граѓаните обезбедени се сериозни финансиски олеснувања. Се одложува наплатата за кредитите, наплатата на закуп за социјалните станови, а извршните дејствија од страна на извршителите се стопирани. Паралелно, почитувани граѓани, се кратат непродуктивните трошоци, но и се намалуваат платите на избраните и именуваните функционери, затоа што сега е време за солидарност и меѓусебно помагање. Почитувани граѓани, мерките што се преземаат опфаќаат помош за 250.000 работни места и 35.000 компании. Во духот на солидарноста помагаме на оние кои се погодени од кризата и не дозволуваме никој да остане без приход во овие тешки времиња за сите нас. Со сето она што го презедовме досега, создадовме систем кој работи за граѓаните и нивните интереси. Од минус запирка 8% за само 2,5 години, економијата порасна за цели 3,6% и на нозе ја дочекуваме оваа економска криза. Во ваква ситуација, важно е ширењето на лажни вести и неоснована паника од страна на опозицијата да престане. Тоа е на штета на граѓаните и нивното здравје. Време е за солидарност и заедничко делување. Продолжуваме заедно со граѓаните, со стопанството, да создаваме мерки и политики за еднаква помош за сите нас, затоа што за нас секој е важен. Ви благодарам.